Zdravo drugari, jaz sem Mario, a deneska mi je rodenden. Od ne znam koja pričina mnogo sakam koga mi je rodenden i vo tije 24 časa se čustvam mnogo posebno i mnogo magično. Pa ta pričina odluči bi da napravim jedno ovakvo video, odnosno 23 raboti koji gi naučiv za 23 godini. Pre da započnem sa videota, sakam odnapred da vi se zablagodram na site ubavi, poraki i čestitke koji pretpostavljam дека ki gi dobijam vo naredните 24 časa. V isto ovaj moment, koja ke gledate ova video, ki izlazi fotografija na mojet Instagram profil nameneta za mojot rodendan, pa možete i tamo da mi go čestitate za koliko sakate, zato što tamo nekako mi je sve popregledno i ke možem da gi pročitam site vaši poraki. A сега може да почнеме со тие 23 работи кои јас успеав да ги напишам, односно да ги одвојам, а кои ги научив за овие 23 години кои ги полнам токму денеска. Првата работа која научив за овие 23 години е дека животот е само еден, исклучиво твој и нема реприза. Ова звучи можеби како некоја излитена фора, но навистина е така. Втора работа која научив за овие 23 години е да бидам мудар. Голема е разликата помеѓу паметните луѓе, интелигентните луѓе и мудрите луѓе. Мудрите луѓе со себе секогаш носат повеќе искуство кое може да им служи во понатамошниот живот. А да не заборавиме дека јас на само 23 години си приредив многу авантури и многу нови искуства. Третата работа која научив за овие 23 години е да се сакам и почитувам. Затоа што единствено како таков ќе можам да ги сакам и почитувам останатите луѓе кои ме обкружуваат. Четвртата работа која научив е ка луѓето морам да ги прифаќам онакви какви што се или никогаш да не ги прифатам. Петата работа која научив за овие 23 години е дека не постои судбина. Оти какви ни се мислите, таков ни е животот. Ние самите сме креатори на сопствениот живот и на нашата иднина. Шестата работа која научив за овие 23 години е дека секое зошто има свое затоа и после дождот секогаш доаѓа сонце. Седмата работа која научив за овие 23 години е да простувам. Годините ме научија дека секој човек заслужува втора шанса и дека човечки е да се греши, но уште по-човечки е да се простува. Осмата работа која научив за овие 23 години е дека родителите се всушност единствените луѓе на светот кои онака вистински и искрено те сакаат. Деветата работа што ја научив за овие 23 години е дека животот со сестра или брат, во мојот случај сестра, е многу поубав од животот кога си сам. Правило број 10. Научив јас да си ги бирам луѓето кои ќе ме обкружуваат. Правило број 11. Научив да внимавам што и пред кого зборувам. Правило број 12. Научив дека сечи пријател е ничи пријател. Правило број 13. Научив дека времето е пари. Правило број 14. Но парите не се среќа. Правило број 15. Научив да го почитувам собственото време. Правило број 16. Сватив дека морам да го работам она што го сакам. Правило број 17. Сватив дека ништо не се случува случајно и преку ноќ. Правило број 18. Научив дека не треба да ги победиме останатите, треба да се победиме самите себе си. Оти единствено тогаш сме победници. Правило број 19. Научив да се справувам со негативните енергии кои ме обкружуваат, туѓите мислења и лошите коментари за мене. Правило број 20. Сватив и научив дека животот е толку многу краток што не смееме да си дозволиме времето да ни поминува туку така. 21-та работа што ја научив за овие 23 години е тоа дека секој сон може да стане јаве. А 22-та работа која научив за овие 23 години е дека ништо не е невозможно. Затоа верувајте во себе и во своите сонови. А последната, 23-та работа која научив за овие 23 години е тоа дека се е лага освен смртта. Затоа не заборавајте да му се радувате на секој ваш роденден, да ги сакате блиските, да ги почитувате блиските, да ширите љубов, никако омраза. Да внимавате што посакувате затоа што можеби ќе ви се оствари. Не сонувајте само кога ќе си легнете во кревет, кога ќе станете од кревет, реализирајте ги вашите соништа. Работете на себе, борете се, затоа што никогаш не е доцна. И ете другари, се надам дека ви се допадна оваа видео, се надам дека ви се допадна овие 23 работи кои ги одвоив, а ги научив за моите 23 години, односно 22, затоа што денеска полнам 23. Меѓутоа сето тоа да биде символично, одлучив да направам едно вакво видео кој искрено се надам дека ќе допре до вас, а вие обавезно вашите искуства споделете ги со мене долу во коментар, напишете ми што вие научивте за годините кои ги имате. Јас во овој момент ве поздравувам, ви посакувам убав остаток од вечерта затоа што видеото ќе оди точно во 12 часот кога ќе започне мојот роденден. Ги очекувам вашите коментари и честитки, се надевам дека овој ден ќе биде исполнет со ултра позитивна енергија и дека сите ќе бидеме среќни и весели. Ве љубам.